Овој викенд по 15-ти јубилеен пат во Прилеп ќе се одржи меѓународниот карневал Прочка. Како и секоја година, организатори на овој спектакл се општина Прилеп и Сдруженијето Прилепски мечкари. Она што е новина годинава е тоа што карневалот е поделен практично во двата дена од викендот. Во сабота со почеток во 12 часот ќе се одржи дефилето на детскиот карневал за учесници до 12 години, а во недела со почеток во 13 часот ќе се одржи дефилето на возрастните маскирани лица. Сме горди на овој значаен меѓународен настан во поглед на успехот кој го постигнува истиот, во поглед на промоцијата која што е прави за нашиот град, во пошироки рамки, за целокупната атмосфера, за позитивната критика од страна на граѓаните, на Прилеп од страна на гостите и учесниците на карневалот, но најмногу сме горди на нашите најмлади учесници кои што во иднина ќе ја продолжат оваа традиција, сочување и презентирање на нашето културно наследство. За во недела најавено е учество на групни маски од Албанија, Србија, Бугарија, Хрватска, Словенија и Италија, како и маски од повеќе градови населени места од Македонија, како што се Струмица, Кавадраци, Вевчани, Сопот, Пробишти, Перово, Охрид. Со одлука на Советот на општината Прилеп, работното време на угостителските објекти викендов е продолжено за 2 часа. Навистина голем ден за Македонија, посебно за Прилеп, бидејќи овој карневал е вековен карневал, меѓутоа организирано се слави овие 15 години, а од пред 10 години сме и официјална членка на Европската асоциација на карневалски градови. Имаме организирани маски и поединечни маски од многу држави, од Балканот и пошироко од Европа. Имаме најавено многу гости, капацитетите на хотелите, рестораните веќе се организирани, да наречам, и се преполни. И сите оние кои што сакат да си поминат лудо и забавно за овој викенд, тогаш патиштата водат кон градот под Марковите кули. Во недела, откако ќе заврши дефилето на маски во 19 часот, во Центарот за култура Марко Цепенков од Прилеп ќе се одржи ретроспективна изложба на маски и фотографии од овие 15 години од постоењето на карневалот. Исто така, ќе биде промовирана и монографија за овој карневал. Во неделата вечерта во 21 часот ќе има пак организирана забава во хотелот Липа, која ќе биде отворена за сите граѓани.